Поздрав до гледачите на телевизија Ирис, од Агора, политички магазин на нашава регионална телевизија, во која што јас им поставувам прашање на некои вам ви долгуваат одговори. И тоа така од едно 8 години веќе, едно 200 или 300 пати. Оправдувањето на лајт мотивот е во тоа што во разговорот во овој политички магазин доаѓаат луѓе кои навистина се одговорни, сакаат да бидат одговорни, а некои мораат, затоа што законот така пропишува. А оценките за тоа се ваши. Пред да започнам со разговорот со мојот гостин, спремајќи се за оваа емисија, прочитав една реченица од еден наш македонец, штипјанец, универзитетски професор со име Алесандар Грличков, кој, припремајќи ги тезите за еден од конгресите во поранешната ни држава, напишал вака: задачите на овој конгрес се да го продолжи континуитетот заради оние на кои што континуитетот им значи се, но и да ги привлече оние кои може да дадат ново лице и да го продолжат континуитетот, но да се препознаат себе си. Вака реченица ви изгледа политички, рогобатна, нели? Но ако човек подолго размисли, ќе види дека тоа е една политичка, но и човечка дилема. Како нешто да се продолжи, да не се растори, да му се даде ново лице и да му се даде нова енергија за да продолжи да постои и да дава резултати. Секој од нас се наоѓал пред вакви дилеми, но кога се работи за одговорна работа во политиката, во државата, тоа се мултиплицира стотина и стотина пати повеќе. Во ова светло ќе го водам овој разговор со мојот и ваш гостин, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Зоран Заев. Добро дојдете во моја емисија. Добро дојдов, поздрав до Агора, секако тоа Ирис и секако до сите штипјани. Благодарам на можноста. И целиот регион, така е, регионална телевизија. Благодарам на поканата. Господин Заев, намерно почнав со ова човечка, не само политичка дилема, со мислата да е наш голем сограѓанин македонец. Што вие како човек и како председател на Социјалдемократскиот сојуз го преживувате? Тешко ли е да се продолжи континуитетот? Голема мисла е реално врзана со нашите секојдневие. Знаете, човек ќе се најде себе си како исправен, да ги задржи до сегашните пријатели, а при тоа да надогради нови пријателства. Тој предизвик, така и со семејството, така и во бизнисот, така и насекаде. Во политиката, Бога ми треба прилично добар менеджмент во ова време кога идеолошките аспекти опаднале на многу ниско ниво. Во време кога луѓето го изгубиле поверението генерално во политичарите и политиката, тој нов моментум да ги задржите пред се оние следбеници кои што досега се уште обстоиле да веруваат во таа идеологија, сакајќи си ја државата преку оваа идеологија секако, а при тоа посебно е предизвикот поголем да привлечете нови, кои што ќе видат дека преку левата опција, преку Социјалдемократскиот сојуз ќе можат да се вградат, да се вгнездат овде и да дадат силен придонес или поттик, подстрек кон својата земја Македонија. За жал, политичките партии се еден од важните моменти, велам за жал, преку нив може многу да се допринесе во позитивен аспект на нашето општество или на нашата Македонија, но овие 22 години самостојност на државата, за жал, не се доволно привлечни пред се за младите или новите генерации, така да сум исправен пред тој менеджмент како председател на поголема политичка партија во државата, човек со доволно искуство и животно, но и општествено, за да се обидам да свртам внимание на колку што може плюс нови луѓе, да ми помогнат и мене, и на СДСМ, и со тоа на нашата земја. Реално 8 година ние сме веќе во опозиција, очекуваме да луѓето го свртат се посилно вниманието кон нас, пред се гледајќи се себе си како ползувачи на таа можност да допринесат во унапредување на квалитетот на живот во нашето општество. Господин Заев, веројатно и по менталитет нашиот народ секојаш бара водачи. Тоа е и на Балканот. Може би пошироко во Европа, но ние да се зборуваме за нас. Ние секојаш бараме водачи, затоа и политиката ни се меша во сите работи, па потоа се лутиме на политиката, нели? За да направите пресврт. Да почнеме со една така мини платформа која не знам дали има идеолошки презнак, но ќе видиме колку има рационален од вас зависи. А тоа вие го нарекувате враќање на средната класа. Така, тоа е и политичка платформа. Да се врати средната класа е потребно време.
А за да ја остварите својата програма кон враќање на таа програма, вие треба да добиете власт. А за да добиете власт, ви е потребна средна класа. Сега во мене ми изгледа како еден магичен круг. Да, магичен круг во кој што излаз ќе мора да побарате вие со конкретни решенија. Јас сум Како исто, еве, како вас, вие сте може поискусени по годините, јас сум еден од нашите македонци кој што се роди овде, порасна овде, созреваше кога стануваше нашата земја самостојна, ги следев сите овие текови. Сум економист, бев малку пратеник, сум градоначалник 8 години, политички сум инволвиран на највисоко ниво. Имам своја филозофија на успешноста или неуспешноста на нашето општество. Прво, морам да кажем дека не компромисно верувам дека во ова наша земја може и пострекно и подобро да се живее. Може не да бидеме како Швајцарија, но сигурно подобро од ова што денеска го има. За да бидам сватен баш човечки, ќе кажам, 22 години, без разлика дали мојата партија била на власт или нашиот политички опонент, не покажа резултат користејќи го ресурсот, потенцијалот на македонското општество, онака како што треба, од кој што бенефитите ќе ги користат сите граѓани во функција на подобар живот за сите. Не покаже. Тоа е мој став. При тоа, секаде, во едно семејство, во една група, во една фирма, во државата, ако тежнееме да постигнеме рамнотежа, баланс, тогаш и успехот доаѓа. Тоа значи да има доволно критички осврт, да има доволно дебата, да има надпреварни идеи, да го балансирате она што е поизразено со она што е подоле, за да може да тежнеат да се урамнотежат на еден начин. Ова наша Македонија под превезот на мултиетничкото општество, секогаш, во секое време, и кога СДСМ бил на власт, и ВМРО ДПМНЕ кога бил на власт, тежнеа кон една рамнотежа која што придонесе да се заборави една друга рамнотежа. Големите патриоти македонци, големите патриоти албанци, па и дурите другите патриоти турци, роми или било кој, тежнеа постојано таа рамнотежа да ја достигнат. При тоа заборавајќи на она поважната рамнотежа. А таа е таа рамнотежа на еднаквост на граѓаните, на солидарниот аспект. Така да овие 22 години, реално, транзиција, период, приватизација, се што се случуваше во општеството, овозможи да ја изгубиме средната класа. Средната класа по дефиниција во светот е толку силна и самостојна, која што може да се одважи во општеството, да ја дебатира и да биде критична. Таа е таа која што тежне кон урамнотежување на социјалните структури во општеството. Кај нас кога е изгубена, реално потиснате тој квалитатив на дебата, на разговор, на одважност. За мојата земја се работи. Па ќе дискутираме, ќе се борам. Го нема. Притаено е, уплашено е. Денеска имаме 2-3% многу богати, екстремно богати, и тоа тежне е кон уште поголемо богатење на тие 2-3%. 2-3% останала некоја средна класа, еве, нека и 5%, другото е се под прагот на сиромаштијата. Официјалните статистики велат околу 33% под прагот на сиромаштијата. Но сите живееме овде и гледаме дека ретко е семејство кое што може да кажеш да е спокојно. Финансиски е во рангот на тоа би рекол слој на општеството кој што е независен, кој што е авангарден, кој што знае да дебатира без разлика дали е на имен ден, дали е пред дуќанот, дали е со колеги на работа. Ние, ако се ја сакаме нашата земја, мора да тежнееме да го зголемиме процентот на средната класа. И тоа, како што рековте, е период кој што не се завршува за 4 години. И многу често при вакви презимања на оврски авангардни загинуваат политичарите. Почнува, резултатите не стигат за 4 години, завршуваш тука. Но ако искрено веруваме во тоа, треба да го отпочне. Добре, тогаш зашто, господин Заев, па интелектуалците, оние кои што работа им тоа да кажат, да изградат став да го кажат, и тие воглавно, да не кажам молчат, затоа што кога погледнеме медиумите, 5 или 6 експерти за се и се што кажуваат од меѓународна политика, економија, внатрешпартиски состојби, внатрешпарламентарни, социолошки феномени, не знам што. Зошто не стане македонскиот интелектуален врв или интелектуален капацитет да каже, слушајте, во СДСМ не е добро, ова не е социјалдемократска опција. Ова е, не знам, во ВМРО, ова не е добро.
Зошто се молчи? Тоа е прашањето. Се обидувам како председател на опозицијата да си помогнам себе си, мотивирајќи ги сите тие слоеви на општеството, така да ја речем интелектуалната маса во Македонија. Разговарам со универзитетски професори, со лекари, со студенти. Студентите беа двигателите на времето. Тие беа тие кои што први го креват гласот. За нив е иднината, за која што сите зборуваме така. И велат, вие од опозицијата прекршите работата, ќе се јавиме ние. Луѓе, сите имаме своја обврска. Тоа е нашата Македонија. Ако опозицијата има обврска да биде критична, конструктивна во одредени периоди, за да одигра својата улога во општеството, универзитетските професори мора да прозборуваат за важните теми од фелат. Здравствените работници мора да прозборуваат. Студентите мора да дигнат галама, да го кажем. Па да седнат на маси, да се издебатира и да се постигне балансот на состојбите. Кај нас го нема тој одважен момент на сите структури во општеството да се случат. Јас верувам дека може тоа да се случи. Ние имаме капацитет во државата. Само е уплашен, притаене и многу често е обесхрабрен, изневерен. Дури кога зборувал, немало кој да го слушне. Многу тешко му е на македонскиот граѓанин од македонче да стане македонец. Ама тоа е веројатно и наследство, а веројатно и менталитет. Ама знаел во минатото, Знаел. кога сакал. Знаел. Знае Тоа тоа значи доста. капацитетот е овде. Мора да го стимулираме сите. Еве и вие новинарите. Вие се работите својата улога во општеството, ти чувствувате дека мора да го дадете придонесот во слободата на говорот, правото на дебата. Сигурно кај вас има од сите политички страни, сигурно доаѓаат луѓе стручни профили од различни страни. Тоа е вашата улога, ја извршувате. Дали ја извршуваме сите нашата улога во општеството, а при тоа барајќи подобар живот, пострекно утре, да ги вратиме на смевките кај луѓето, сите имаме обврска. Ова мајка Македонија е на сите и сите мора да Велат да ја дека помогнат. реформите може да успеат само ако се конни приклучен неголемиот број од засегнатите и од граѓаните. Така е било секојаш во историјата, иако едно мал дел од граѓаните го турне тоа, го повлече, затоа се вели нели авангарда ако го води нешто, а не е да биде заштитица. Сега да се вратиме на мерките кои вие ги прокламиравте во така да речем подолготрајниот чекор, формирање на враќање на средната класа или доверба во општеството. Прво излеговте со една мерка која што за волја на вистината внесе недоверие, па подосна објаснување, а тоа е враќањето на делот ДДВ-то на секој граѓанин. Значи рековте дека еден пласичен пример имавте, ако имате 10.000 денара фискални, од тие треба да се платат 1.800 денара, 250 денара да му се врати на секој кој ги поседува тие талоните од фискалните каси. Ќе дадам објаснување. Оваа програма наша, која што ја дебатираме и денеска сум во Штип присутен и цела Македонија ќе ја посетиме, е на повидок како наша визија. Сакаме заедно со граѓаните да ја дебатираме, да ги доловиме нашите визии, да восприемаме од граѓаните, да имаме многу што да научиме, но истовремено да коригираме или повлечеме одредени наши програмски мерки, решенија или слично, верувајќи дека на тој начин ќе дојдеме до нешто што е реално, реалистичко. Не се очекува од нас да бидеме популисти. Популизмот е многу долго време присутен. Од нас се очекува да понудиме сериозна програма, која што македонското општество може да ја издржи, а ќе го подобри животот и квалитетот на живот на граѓаните. Филозофијата која што нудиме е да постигнеме едно фер, правично општество, каде што средната класа ќе се појави на повидок. Односно општество каде што мораме парите да ги вратиме назад кон граѓаните, кон стопанството. Тогаш и за државата ќе има. После толку години и транзиција и разноврстни политики го исцедија нашето стопанство, нашето граѓанство. Денеска зборуваме кој има повеќе, кој помалку кредити. Доспеваат по кредитните картички, доспеваат кредити за било што. Граѓаните се презадолжени, фирмите се кликнати на колена, државата ни е презадолжена. Ние мораме да ја возобновиме. Ако сакаме, ако си ја сакаме државата и ако и мислиме добра иднина. Така да откажувањето од многу работи на идните влади во иднина мора да биде присутно. Зошто? За да го набабреме финансискиот аспект. Сега да кажете дека јавната потрошувачка ќе биде на друг начин. Да се намали јавната потрошувачка во неинвестициониот дел, туку поголема средства да останат за економијата. Во непродуктивниот дел. Так.
во непродуктивниот дел, тоа да го скратиме и да знаеме дека недозволиво е, до таму дојдовме, недозволиво е да го практикуваме. Без разлика колку е тоа добро за политичарите, финансиски исплатливо или слично. Недозволиво е повеќе. Со сите задолженија кои што ги има државата, вклучувајќи ги долговите на општините, на јавните општински претпријатија, на сите институции, ние поминавме таа црвена линија од 40%. Еве нови 800.000 милиони евра кредити за патишта. Фала Богу за патишта. Супер е тоа. Тоа е вистински инвестиции. И во тој дел ние поминуваме и 50%. Веднаш алармот е вклучен да не снајде Грција. И овде мораме да штрепаме. Така да Македонија по дефолт следува едно реосвежување, односно враќање по сите основи на парите кон граѓаните. Одма прашањето овде го отвараме. Што ќе направат граѓаните со тие пари? Си платат давачките. Прво. Второ, ќе ги инвестират. Сега или на среден рок. Ќе направи 2 собички на децата, кои што го зголемуваат своето семејство, ќе си плати даноците, ќе си плати сметките, 70% од овие пари пак се враќаат во буџет. Ако граѓаните имат и стопанството има и државата има. Тоа е така по дефолт. Така да една од тие мерки е ДДВ-то. Посебно примената во земји како што е Турција, Португалија и не знам, во Латинска Америка е примената и дала резултат. Нашата замисла е да оваа мерка 3 години функционира. И лесно разбирлива е за граѓаните. Дала резултат заради тоа што е времена мерка. Во овој момент на вбризгување на пари назад кон граѓаните за да ги покаже конечните ефекти кои што ги очекува општеството. Каде и да излеземе денеска и да потрошиме пари, имаме фискална сметка. Дали е тоа сметката за струја, телефон, вода, има фискална сметка ДДВ. Дали да на децата да им купиме обувки, дали облека, има ДДВ. Дали дома да купиме храна, да купиме некој шпорет, фрижидер, има ДДВ секаде. Дали ќе седнам во угостителски објект, ќе пијам пиво, сок, има ДДВ. Кај да мрдам има ДДВ. Во тоа ДДВ 15% предлагаме да се врати. До сега државата собира од ДДВ 45 милиарди денари во буџетот. И при тоа официјалниот податок е 35% е даночната евазија. Тоа е основот зашто се затвараат дуќаните низ Македонија. Ако 2/3 само тоа го отклониме, тогаш 10 милиарди повеќе ќе има приход во буџетот на државата. И од 45 милиарди ќе станат 55 милиарди. Нашиот предлог е во таков случај 8 милиарди да ги вратиме назад кон граѓаните. 2 остануваат повеќе во државата. Ако секој граѓанин бара фискална сметка, ќе бара оти враќа пари. Така. Значи нема да купам од комшијата кој што не ми дава фискална сметка, туку ќе одам од другиот сосед, ќе купам, оти овде имам парички кои што ќе ги вратам. На купче сите трошиме во секој момент. И јас, и сопругата, и децата, сите. И во просек од 10 или од 15.000 до 30.000 денари просечно семејство враќа. Тие пари се доволни за една грејна сезона да помине до семејство, еден годишен одмор да истера. Тоа е зголемување плюс на доходот. Ја успокојува социјалната структура во државата. Плати се плати, пензиите се пензии, ова е плюс пари кои што влегуваат во домаќинството. Само по себе ја отклонува црната економија. Сама по себе ги прави непотврдени или непотребни овие затварања на дуќаните. Ако се продава со фискална сметка, дури и трговецот на мало, трговецот на големо и производителот не може да дадат без документ роба. Што значи нема да има црни пари, па ќе нема и работници на црно за плаќање. Нема од каде, мора да ги пријават. Тоа плюс значи пари во фондот за здравство, во пензиско и луѓето ќе имат стаж. Еден дел од луѓето ни се на црно пријавени во државата. Мерката има мултиплицирачки ефекти. Зошто? Заради тоа што ако сега враќам јас овие 3 години ДДВ, па сега ќе ја обновам дома детската соба. Зошто после сега и од тоа ќе вратам ДДВ. Или сега ќе ги изградам 2 собички на децата или ќе го купам станот, а бил планиран во наредните 8 години. Ќе повлечам кредит, ќе купам стан, имам ДДВ, ќе го повлечам и тоа ДДВ. Тоа дополнително мотивира инвестиции, јавна потрошувачка во државата, која што мултиплицирачки плюс ќе се врати на буџетот на Република Македонија. Мерката е од секој аспект одбранлива, е спроведлива во Република Македонија и посебно е потребна во време на криза. Ќе го охрабри јавното инвестирање во државата. И тоа ќе придонесе да биде едно добар грб и на стопанството, да го подбутне за да брзо исплива од кризата. Тоа е една значајна мерка која што секако ќе даде големи резултати.
Господине Заев, рекавте вака ќе се зголеми и средствата во буџетот на располагање на јавната потрошувачка. Она што веќе се дебатира по источниве земји, па и по Македонија, посебно во југоисточниот дел на Европа, па низ Европа, се за крајот на либералната економија. Посебно кај нас, транзитските земји, досега имаше три сидра. Едното сидро беше јавната потрошувачка како услов за ДДВ и полнење на буџетот. Втората беше така наречените странски инвестиции кои ќе донесат работа и кредитирањето. Еден од тие три столби кога крахира, без разлика дали ММФ или Светска банка, сите држави се наоѓаат во проблем. Она што се прави како размислување денес, гледаме новиот министер за финансии, новиот министер за економија на Србија, вели, ние мораме да имаме повторна реиндустриализација, не во смислот на 60-те години, него мора да имаме и реално производство. Моето прашање е, ако податоците во Македонија велат дека нешто повеќе од 84 или 5000 луѓе се во реалниот сектор произведуваат, а по пописот нешто повеќе од 2 милиона луѓе очекуваат нивниот производ да биде продаден, да се овде или во странство, да се земе порез, да се наполни јавната потрошувачка, да се задоволат платите на администрацијата. Докаде можеме да одиме вака со тој процент кој е да не рачунаме колку е во проценти граѓаните нека го направат тоа. Не е еден аларм. 10-100 аларма се исправени пред Македонија, кои што сите мора да не поттикнат прво да се отрезнеме и овој антагонизмот и меѓу политичарите во општеството да го надминеме. Да седнеме и да ги решаваме проблемите. 84.000 вработени во реалниот сектор, преку 150.000 јавна администрација, преку 200.000 пензионери. Никаде во светот го немате. Не е аларм, овде треба сигнални ламби да светат буквално во секој дом. Тоа значи дека веднаш мораме да се посветиме кон користење на домашните ресурси, за да го охрабриме и одважиме реалниот сектор. Значи тоа дека од јавниот сектор, како што рекоте, ќе го прибират, ќе им помогнете на нашиве стопанственици да имаат поравноправни услови за да можат да опстанат. Дали ќе се развијат, ќе видиме, ама да опстанат во ова што го направи Америка, што го направи Франција, зошто нашата држава да дели плата само на администрацијата, а да нема помош на реалниот сектор? Мора да има интервенционизам, го вика. Времето на неолиберализмот завршува. Така. Интервенционизмот мора да постои. И тоа се потврди како исправно. Најсилните демократии во светот, Америка, Германија, директно со милиарди евра интервенционизам во Форд, во Ауди, во банките директно. Зошто? Заради тоа што овие средства стигат до граѓаните. Зимат плата, плаќаат давачки на државата, плаќаат придорници на државата. Вака или онака пак се враќаат во државата. Директно помагајќи го приватниот сектор, си го помагаме граѓанството. Од тој дел мора да има директен интервенционизам. Не може странски инвеститор да добие државна помош од 1 милион евра и отвори текстилна фабрика, а нашите што имаат текстилни фабрики, кој тоа ќе им помогне? Не само тоа, го стават во нерамноправна положба странскиот инвеститор. Со 1 милион евра кој да е позади себе, може да има дампинг цени веќе. Тоа не може домашниот да го направи. А сите се бориме на овој глобален пазар. Значи, мора во најмала рака домашните и странските да бидат изедначени. Технолошко-индустријските развој мора да бидат прецен за домашните. Зошто? Ево уште една плюс причина. Дај Боже да заработат, парите остануваат овде. Странецот ќе заработи дивиденди, добивки надвор од државата. Ќе плати давачките, но нето приходите одат надвор од државата. Нето приходите на домашните инвеститори остануваат овде. Никој во гроб не ги носи парите. Дај Боже да дадат плати, да платат даноци, она што го заработуваат сега или за 1-2 години ќе го реинвестират, за да плаќат нови плати и нови давачки. Јас, пред да влезам во политиката, доаѓам од приватниот сектор. Веќе гледам благодарение на власта, тоа го знаа цела Македонија. Моето семејство има 820 вработени. И знам што значи секој први, кој ќе дојде, а сигурно и вашиот медиум дават добри плати, да ги обезбедите платите, да платите давачките кон државата, а први доаѓа додека се свестиш. Така да знам кои се вистинските чекори за да помогнеме на реалниот сектор. Овде сака да ви поставам... Ако си помогнеме на реалниот сектор, ќе си помогнеме на државата. Так, овде мислев да ве прашам уште нешто во програмата која понатаму ќе ја представувате пред граѓаните. Дали предвидувате на друга работа? Развојот на македонската економија и обстанокот на државата е во така нареченото преструктурирање на економијата.
Сами рековте, ако се задлужуваат стопанските субјекти на запад во Македонија, ќе им прво тешко е се задлужуваат, веќе нема слободни пари за толку како нам што ни треба. Бркањето на ануитетите и каматите на грбот на работниците. Ке може ли преку фискусот државата да помогне за поголема преструктурирање на економијата? Зашто ние ако продолжиме вака, само заради вработување да имаме нискоинтензивни трудоинтензивни гранки, ние во еден момент ќе престанеме да постоиме како економија. Прекомплексен е проблемот, не е толку едноставен. Значи, не задоволни само невработените па заминуваат од државата. И вработените парите не стигат за месецот. Тоа е проблемот, комплексен е. Значи, толку се извитоперија работите во државата, да едно семејство просечно имат, не знам, 25.000, прико 20 ако работат со 2 деца. И што ќе закрпи со тие пари? Колку е трошокот на животот месечно за едно 4-члено семејство? Не вредат парите. Поскапе се, а следствено не следеа трошоците на платите и пензиите. И тоа го знаеме многу добро, тоа го чувствува секој граѓанин во државата. Македонската економија има капацитет. Менеджментот на јавните ресурси е тој кој што може да помогне. Значи вие предвидувате го во тоа во програмата дека преку јавните ресурси ќе помогнете во реструктурирање на економијата. Редистрибуција на националното богатство и доход. Го викаме тоа кое што може да помогне во враќањето на средната класа. Што значи со неколку збори? Буџетот мора од главнички наопачки. Не бива вака 22 години и моите социјалдемократи и ВМРО да помане. Не бива вака. Значи мора да се направи начин, а постојат начини и тоа го нудиме во програмата. Како ќе плати тој што има повеќе? Така, овде го предвидувате правичниот данок. Така, објаснете таа мерка. Еве вака, досега сите плаќаме 10%. Персонален данок на доход. Која вашиот медиум дава плата, за сите без разлика дали е менаџерот или хигиеничарот, сите има 10%. Не е во ред некој зима 100.000 денари плата, некој зима 10.000 денари плата, да платат 10%. Не е фер општеството, не е правично. Дај Боже да има колку што може повеќе со 100.000 денари плата, ама те да платат повеќе. Тогаш е фер општеството, тогаш е правично општеството. Што предлагаме ние? Сегашните 10% за преку 80% од граѓаните да бидат 9%. 1%. Но 1% се собира годишно. Тоа се не знам, некои 2500 денари плюс парички што ќе останат. Од 10% намалување на 9%. На 9%. Тоа е за преку 80%. За сите што имат до 1000 евра нето плата месечно. А тоа се преку 80% од граѓаните. Оној што има 1200 плата, 1200 евра плата, за 200 евра ќе плати 18%. За 1000 евра пак плаќа 9%. Дај Боже, имаме во општеството и луѓе со 20.000 евра плата. На 19.000 ќе платат 18%. И ќе им остане многу пари, но ќе помогнат во општеството. Тоа се вика правичен данок и го користи целиот свет. Рамниот данок, кој што се воведе, денеска тоа е 10% персонален данок, 10% данок на добивка. Кој е да прашите фирма во Македонија? Или фирмите за работниците ги плаќаат даноците? Да ја прашите пред правичниот данок или пред рамниот данок од 10%, плаќале помалку, денеска плаќаат повеќе. Со сите укинати улеснувања, со сите давачки дополнителни, со сите казни, денеска трошокот на секоја фирма не е намален заради рамниот данок, плаќаат повеќе. Впрочем, од каде тоа за 1 милиарда евра има повеќе пари во буџетот? Не паѓаат од небото? Од стопанството и од граѓаните доаѓаат. Значи, поголем е зафатот кој што доаѓа во буџетот. Важната работа во тој правичен данок е во тоа што останува доволно средства, за да, пример, ги изгрижиме децата од улица. Да нема луѓе кои што спијат под мостови и во нелегални градби или слично. Да ги гледаме околу нас. Знаете како дури и богатите луѓе, бизнисмените, газдите, не се среќни, и се околу нив е несреќни. На крајот на денот, среќата, моментот е тој кој што не обкружува. Не бива и со помалку и со повеќе пари. Прашањето дали ќе го направиме фер општеството. Стрекно подеднакво. Во тој дел, таа е нашата цел. Тука е и данокот на имот, каде што велиме, не може јас... Предлагат измена и на основицата на данокот. Така е. Не може некој има станче од 50 квадрата, и толку е, и тука живее, да плати исто со оној што има 4 стана или 4 куки. Не е фер. Значи, за првиот стан и јас и тој што има, ќе платиме 0,05 данок на имот. Но за вториот стан ќе плати 0,1, за третиот 0,15, за четвртиот и повеќе ќе плати 0,3.
допринесува во државата. Дај Боже повеќе да имат по 4 стана и да платат повеќе на оваа наша земја. Тоа е фер и правично општество. Анкетата која што ја направивме, 85,7% поддржуваат правично оденачување. Зошто? Заради тоа што знаат дека ќе има повеќе пари за фер општество. Тие исто така повеќе пари овозможуваат да ги решиме и социјалните проблеми во општеството. Дали може 5-члено семејство со 2.500 денари социјална помош да обстои? Невозможно е. Само леп да купите. 30 дена не стигат парите. Имат деца, на училиште одат тие деца. Ми сметки дома и кај нив стигат. Па не се јаде само леп. Така да мора да го направиме правично. Тоа е нашата Македонија. Тоа се нашите сограѓани. Ако погледнеме назад роднини фаќаме, толку сме малку. Мораме да направиме да ја вратиме таа средна класа, да го направиме правично општеството. Со сите овие мерки. Вчера, например, настапивме со цел пакет на социјални мерки. Сигурно знаете, и вие и гледачите, дека имаме луѓе, посебно по селата, наполниле 65 години, земјоделци биле. Немат стаж, немат 15 години стаж, не може да дочекат 5. Тие повеќе не можат на полето да работат. Децата заминале за странство или си направиле свое семејство. Не стигат парите за нивното семејство. Сме се запрашале ли како живеат тие луѓе? Со 65, без било каков. Така, има и тука е социјалната државна пензија, што. Така, ќе продолжиме за тоа само ја сакам да ја прашам уште една работа, нешто што во Европа е вообичаено, посебно Финска го разви тоа до перфекција, а тоа е данокот на добивката. Според статистиката, кога гледаш, кога има граѓани кои имаат добивка, поголем број од кои имаат добивка, тие буџети и не се толку големи. Но програмите за реинвестирање, како што вие велите, се дури и огромни. Од обуки па до социјални помош, образование и така натаму. Вие предлагате на друга работа. Значи, данокот на добивка денес да биде поделен во два дела. Доколку вие го донесете законот. Ајде ми го објасниме тоа на граѓаните. Значи имаме неколку мерки врзани со данокот на добивка. Прво, се ослободува од 5 години секоја фирма која што има над 50% извоз на своите производи од државата. Стварат девизен прилив или има над 50 нови работни места остварени во државата по разни основи. Но една од убавите мерки која што имаме, таа која што ја презентиравме, е секоја фирма на крајот на завршната сметка во февруари констатира приход од сите фирми кои што работат со позитивен приход, добивка, плаќаат данок на добивка. Пример, 100.000 евра има една фирма за плаќање кон државата. Нашиот предлог е од 100.000 евра, 70.000 евра задолжително мора да се платат на државата. 30.000 евра или 30% од таа добивка се става опциона можност да фирмата или сопственикот или менеджерот одлучи, може пак да ги уплати на државата, но може да финансира култура, може да финансира спорт, наука или образование. Зошто? Заради тоа што прво добивката е најлај данок и најчесто се штелува во фирмите. Го прават толку кој што може да платат. Овде нема да имат причина повеќе, зашто? Заради тоа што ако финансирам во културата, во спортот, во образованието, во науката, има маркетинг плюс. Тоа ќе го помогне голем процент од јавните дејности во општеството. Значи, ако не спортувам, јас имам детенце што спортува, внуче што спортува. И да немам некој дома, конзумирам култура секој ден. И ми треба да имам нови креации, нови култури, тоа квалитет на живот. Сите имаме поврзано со образованието, сите. Ако не ние, нашите деца, нашите внуци или слично, а науката е толку потребна на државата. Во буџетот на Република Македонија од данок на добивка се сливат некои 6,5 милиарди денари или се некои 110-115 милиони евра пари од вкупен буџет од 2 милиарди и 800 милиони евра. Словенскиот модел, они го примениле ваквиот модел, покажал дека во буџетот приходите пораснале, а јавните дејности се унапредиле. Да споменеме дека кај словенците е 20% данокот на добивка. Како и да е, тоа е плюс, значи, можност да бидат стимулирани за повеќе пари во овие јавни дејности да се пуштат. Тогаш секој газда ќе помогне спорт. Ќе имаме врвен и професионален спорт, ќе имаме здрава нација. А една легендарна изјава на Сергеј Бубка вика вака: вложено 1 евро во спортот е заштеда на 7 евра од фондот за здравство. Пример, колку ви се мултиплицирачките ефекти, ова е таа мерка која што веќе ја понудивме, секако врзани со данокот на добивка, со персоналниот данок, имаме уште еден куп мерки кои што ги понудивме. Многу важно е за земјоделците во државата и го штипиме земјоделие.
Денеска земјоделците добиваат субвенции. И субвенциите за жал имаат социјална намена. Значи немаат конечен ефект, конечна цел која што треба да ја постигнат, давајќи по 100, 120, 130 милиони евра годишно. Реално денеска вкупниот обем на земјоделско производство е паднат за 10%. Вкупното учество на земјоделието од 11,2 на 9,8 е паднато учеството како економска гранка. Извозот се намалува, увозот на прехранбени производи се зголемува, ги нема конечните ефекти. А реално Македонија, меѓу другото, има потенцијал во земјоделието. Ние предлагаме прво субвенциите да имат своја конечна цел и свој конечен ефект. Како програм тоа ќе го донесе. Како програм. Добре. Значи субвенции да ќе ги има повеќе, дај Боже европските фондови да се отворат, нека ги има повеќе. Тоа е дополнителна помош и поддршка на производството на храна во државата, но да имат конечен ефект. Да знаеме ако од хектар се произведува 3000 килограми жито, наредната цел е 3500 наредната година да се произведе. Ако не, ќе секнат субвенциите. Да го зголемиме продуктивноста по хектар. Или, не знам, ако од крава имаме 5 литра млеко дневно, да го зголемиме на 6 веќе наредната година со квалитетна храна, за зголемување на генерално продуктивност или слично. Значи, покрај тоа, сакаме земјоделците да ги слободиме од персоналниот данок. Зошто? Иако, земјоделците, не знам, моите раноградинари во Струмица, просечно семејство добива 45.000 денари субвенции. 55.000 денари плаќа персонален данок. Тоа е нов данок кој што го воведе оваа влада. Мислиме дека ако ги ослободиме од персоналниот данок земјоделците, во буџетот тоа нема голем ефект. Од земјоделците до 300.000 денари приход не плаќа данок. Над 300 за таа разлика плаќат персонален данок, но преку тоа ќе им го намалиме трошокот во производството на храна, која што требата тежне по пазарните вредности да биде поевтина храната за сите граѓани кои што ја купуваме. А сепак тие да бидат доволно задоволни од заработката од земјоделието. Ние сме убедени дека дејноста земјоделие и градежништво е многу потешка од дејноста на полицајците. Пример. Да. И сега зошто тука имаме бенефициран стаж, а во земјоделието и во градежништвото го немаме? Затоа нудиме на секој 12 месеци стаж во земјоделието и градежништвото, 13-тиот месец е бенефициран, 1 месец стаж. Тоа ќе придонесе да оваа тешка дејност и земјоделието и градежништвото биде внимателно воочено од општеството и признаено. Ама ќе го притисне буџет. Да, ама еве 2 милиарди имаш од ДДВ повеќе. Овој месец е некои 100 милиони денари. А имаш 2 милиарди резервар создаден со другите мерки. Или 40% зголемување на социјалната помош. Одма прашањето од кај пари. Значи, еве другите мерки кои што го носат приходот прават рамномерна редистрибуција назад за да може да ја креваме таа сиромашна најсиромашна класа. Или нема споменици во такви услови. Нема масовни реклами по медиумите, нема музеи. Кога велиме влегуваме во заобновување на нашето стопанство или што викат од Војводина реиндустриализација, тогаш е акција. Која е акција, дај да го успокоиме и стабилизираме нашето општество, за да може некои наредни влади, после 5-10 години, да си дозволат, не знам, некои нови споменици. Не дај Боже, многу е за нашата Македонија. Така да, мислам дека доаѓа период каде што сите мораме да бидеме повикани да го избалансираме општеството. Не бива вака. Која е рефлексијата на крајот? Сите ја чувствуваме. Поразително сигурно и овде во Штип, во целиот регион кој што го покриват и во мојата Струмица. Почна 1 септември школската година, од 2 до 4 дечиња ми фалат во секоја паралелка. Тоа ме кине. Тоа е доказ дека младите генерации не ја напуштат Македонија. Светска банка ми објавува, официјално вика 230.000 луѓе заминале од државата, по евиденција, а уште толку се најверојатно не евидентирани. Да. Тие 10 години да и sada сам бил власт. Не е важно, ама тоа е поразително е. 12-13%. Се бориме државата, да ја сочуваме, нашите предци ја создале, сите ја граделе. И сега да се ја изгубиме нацијата, народот. Тоа е поразителниот. Тоа е мултиплицирачки пораз и загуба. Ова е движечката сила на општеството. Така, утре бе во едно виничко село, пред скоро 7-8 месеци беше, граѓаните таму ми викат подпредседател, тогаш бев подпредседател, бевме 970 жители, сега сме 370. Веќе не е село Блатец. Мислам дека беше Блатец, да не е такво едно искуство.
Кога ја слушнете проект, вика веќе децата не се во училиште, во домот сме овде порационално, прво и трето, второ и четврто оделение, шедиме на грејење. Селото изгледа како да е во Швајцарија, едно од најубавите гледки. Такви села има и во Струмица, во Подгород наш Струмички, кој што го викаме, и тоа е поразително. Значи, прво замирале младите, си ги зеле после дечињата, па ги зеле и старите за да им гледаат дечињата таму. И тоа дефинитивно губи смисла. Што и да правиме во општеството, политичари, новинари, лекари, не знам, губи смисла. Господин Заев, имате еден сет на мерки во областа на пензиското осигурување. Подоцна ќе разговараме и за образованието. Социјалното рековте дека со низа мерки ги помогнете оние со немалите социјални, ќе зголемите за 40% социјалната парична помош по сите основи. Но овде проблемот е повторно комплексен. Изгледа дека таква не е судбината да разговараме во овој разговор со комплексни проблеми. Значи, постоењето на вако пензиски фонд со разните модификации десетина години веќе доведува до една ситуација во која што се размислува дали воопшто е фонд или е дел од буџетот на државата. Ако не успева половината да го враќа, а не успева во ниедна држава околу нас, верувајте, значи тој не е веќе фонд што располага со средствата врз основа на закон за пензии, туку е дел од буџетот. Ако вака се продолжи, во еден момент буџетот ќе биде, нема да биде солидарноста услов за пензионирање, туку ќе бидеме сите на буџетот државни службеници. Што овде предлагате како реформа? Значи, веќе повеќе од 40% фондот за пензиско и инвалидно осигурување се полни од буџетот. И тоа аларм исто така подигнат, но тоа е секако резултат на реалниот сектор кој што се помалку вработува. Сите мерки како пакет кој што ги нудиме, прво мора да имат резултат во реалниот сектор, кој што ќе го даде резултатот на буџетското успокојување. Не може да делиме нешто што нема. Едно се едно оди. Ние велиме, секој резултат од успехот во реалниот сектор, со сите бенефиции и ослободување кои што државата ги дава, приходите ќе бидат заради фер општество. Што значи тоа? И тие што немат никаква пензија над 65 години да добијат социјална државна пензија. Тоа е просек 40% од просечната пензија. 11.000 е некаде, 4.400 денари. Барем да имат символично доволно средства да се прехранат луѓето. Некој баба и дедо живеат некаде во некое село. Немат од што не може да работат. Мора да имат минимум пари да си платат сметката за струја, да имат огревче, не знам, да имат прехрана кај нив. Тоа е фер општество. Тогаш сме правично и спокојни во душите сите. Или да го вратиме стажот. До сега само со старост се оди во пензија. 64 години за маж, 62 години за жените. Го враќаме и 35 години за жените и 40 години за мажите. 35 е секако опционо по изборот на жената останува како што беше старото решение. Сега имаме двата основи. Зошто? Заради тоа што полесно е да бидеш наставник во училиште или да работиш во оранжерија или во текстилна фабрика. Не е исто. Така да ги дадеме на жената столбот на едно домакинство да одлучи кога ќе оди во пензија. Заради тоа што имаме тешки дејности. Ќе само да разјасниме, простите. Да. Ако исполни 35 години, може да отиде во пензија, така. Да, и да нема 64 години. Да, и да нема. Но законот ќе даде можност, ако таа може тоа да го прави во општите услови како што ги пропишува законот со старосна пензија, така? Така. Значи, сега што имаме? За жените имаме до сега 62 години, таа бира да оди, доколку избере да остане, останува до 64. После 64 сите оде во пензија. За мажите 64 и толку. Ние нудиме плюс решение. Како втора опција, при тоа не укинувајќи ја до сегашната опција, стажот. Ако жената 35 години наполни на 57 години возраст, може да одлучи да оди во пензија. Но може и да не одлучи. Да го чека старосниот дел. Може да одлучи до 64 години, па да наполни стаж дури од 42 години. Ама ги има опциите. Правичност има. Има фер шанса. Секој да избере. Приходите кој што, односно расходниот дел на буџетот не е од толкова круцијално значење, колку што е спокојот во општеството и враќање на среќата, да се каже, на ова општество. Задачата и на буџетот му е тоа, да ја подели, да го посебно во услови на кризи, да ја помогне на граѓаните полесно да ги надминат проблемите. Не е буџетот само за потрошувачка. Филозофијата е многу јасна, затоа сите развои во еден огромен процент на сите општества се темелат на јавната потрошувачка. Сите пари кои што буџетот ги троши имаат
репродуктивно значење за државата. Оти се трошат. Секаде даноци се плаќаат. Се враќаат назад кон државата. Заради тоа веруваме дека ова масовно враќање на средства назад кон граѓаните ќе го успокои нашето општество, а при тоа и државата ќе има фајде од оваа работа. Ние дојдовме до тој момент, затоа на самиот почеток реков. При тоа во делот на пензиите нудиме и урамнетежување на трошоците согласно месечната потрошувачка кошничка. Сега го платите се качат и пензиите се качуваат. Не треба и трошоците на живот да се следат. И ова следење го има и до сега на 6 месеци. А знаеме за 6 месеци цените може зејтин, леп, било што драстично да се променат. Кој ќе покрие таа разлика? Така да на 3 месеци ќе се прави пресекот. Исто така имаме една значајна социјална мерка, а сите ја гледаме како неопходна, потребна во општеството, пак во тоа правично општество неопходно присутна мора да биде, а тоа е водењето грижа за лицата со посебни потреби. Ги имаме лица со телесен хендикеп, глуви и наглови, слепи, ги имаме со психолошки пречки во развојот, мора општеството да води грижа. Денеска имат физички бариери за нивно движење, имат административни бариери, ги злоупотребуваат работодавачите при вработување, ги земат сите тие 27 плати кои што се исплаќаат и од кај нив крадат. Не е фер, жално е, грефно е. А овие луѓе може да дадат придонес. Викат не сакаме да бидеме на социјална помош. Можеме да работиме. Дајте ни шанса да заработиме, да бидеме рамноправни придонесувачи во ова наше општество. Можеме, може некако здравите до крај, но можеме и ние со телесен хендикеп да бидеме дактилографки или да работиме на компјутера ако ногата не ми е функционална. Значи можеме, може, не знам, глувото лице да работи на компјутер, да услужи граѓанин, зошто не? Значи можеме да водиме грижа и за овие лица. Да се вклучат во општеството. Да се вклучат, сака да бидат инволвирани. Сите сме со исти чувства, сакаме да придонесеме во тој дел и во делот на нивното и општествено инволвирање. Не сме виделе ние лица со телесен хендикеп да биде на пратенички листи. Да им дадеме значење со тоа ќе ставиме на пратенички листи, на советнички листи, да бидат општествено па тие да се борат за својот проблем, а не некој друг кој што не го чувствува како нив. Тоа значи исто така правично општество. Правично општество низ разни политички системи се моделирало, вие правите програма, ние ќе ја согледуваме, според неја граѓаните ќе си донесат одлука. Но она што во овој момент, тебе како предпоследна тема во нашиот разговор е кој утре ќе ја води и ќе ја чува Македонија. Од безбедносен, економски, социјален и друг аспект. Местото на образованието на идните генерации мора да биде многу поизразено во основа на квалитет. Ова прашање сум го поставил веројатно на сите министри за образование во Македонија и на многу политички чинители. Ме погоди еден штрајк на студентите во Загреб пред 2,5 или 3 години, кои излегува со транспаренти велат ние за 2 години влегуваме во Европа. Дајте ни поквалитетно образование да бидеме конкурентни. Сега, кај нас има постојано реформи во образованието, воведување на ова, исклучување на она. Во овој момент сме доведени до ситуација според бројот на студенти, според бројот на средношколци, според бројот на ученици, со 90 или 87% луѓе кои се запишуваат на факултет, предпоставам дека тако пример нема во обкружувањето. Во светот не знам. Меѓутоа имаме и една друга работа. Воведувајќи ја наслепо болонската повелба, диплома, не знам како кредит трансфер систем. Јас знам да се шегувам овде, господине Заев, велам, трансферот го немаше, а кредитот им остава на родителите, нели? И на крајот имаме 1200, 5000 магистри по социологија, по маркетинзи, по не знам што. Кој ќе ги спроведе овие реформи? Како ќе го концепирате образованието врз основа на конкурентност? Македонија ќе влезе за 5 години во Европа, така? И да не влезе, мора да биде конкурентна. Така. Не можеме ние да воспитуваме овде прво заради нас го правиме дипломирани реформи, филозофи, не знам, а додат да метат по Германија или по Франција Макдоналдс ресторани. Што овде ќе направите веќе? Еве вака, значи образовната политика мора да ја следи трудовата политика. За потребите на пазарот ние мора да креираме кадри во образованието. Денеска наставниците или професорите не се срекни, учениците или студентите не се срекни и родителите не се срекни. Никој од сите тројца чинители не, и на крајот и државата не е срекна. Кај мене како градоначалник доаѓаат, еве 95 завршени оделенци имам, поделенска настава, наставници. Секоја година дипломираат од 10 до 20 нови. А годишно се слободува 1 до 2 оди во пензија.
Каде сега тоа, овие високо образовани млади луѓе со прекрасна професија, да образуваат дечиња, тие не може да бидат менаџери, не може да бидат инженери, како ќе ги преквалификуваме? Трајно го уништуваме нашето општество пред се младите генерации и точно е, ќе ги видите како е во некој старечки дом во Швајцарија наставник по оделенска настава или продава Макдоналдс некаде во Лондон наставник или инженер по машинство или слично. Тоа е трагедијата на нашето општество. Денеска ги нема занаетите. Луѓето живеа многу поспокојно и достоинствено од занаетите. Од средното школа веднаш имаше паралелно и практична настава, каде што веќе беа подготвени да на 18 години го прифатат занаетот и почнат да вадат за себе и за своето семејство. Сега денеска тешко се наоѓа со средно училиште за одредени дејности, профили на кадри, а имаме толку многу високо образовани кадри. Не дека не прошетале министрите за образование на назад овие 22 години, или ние политичарите. Тоа не е топла вода, светот го применува, треба овде да го примениме. Токму заради тоа сакаме да понудиме концепт кој што реално ќе биде во прилог на ресурсот кој што има македонското општество. Типично на нашето стопанство со сите своји предности и слабости кои што ги има овде. Од тој дел мораме да го вратиме прагматизмот и праксата во средните училишта. Мораме. Денеска има толку баук, по 7-8 часа имат децата и на крајот што ни се случува, не се подготвени за пазарот. Да, подготвени се дојдат на факултети. Со целата лепеза на понуда, сите одат на факултети, не се одлучува да влезат во пазарот на трудот и да почнат да заработуваат. Па може и воредно да се запишат после тоа. Не се подготвени практични. Треба доквалификација, до обуки и слично. Во делот на основното образование, јас тргнувам секој пат од моите дечиња. Имам 10 години син, кој што има, тоа е 4-то по ново, односно 5-то по ново или 4-то по старо оделение. Има 5 часа, 6 часа во текот на денот, па дури и 7 часа некој ден. Ние имавме по 4 часа до 4-то оделение. И тогаш се градеа генерации кои што беа подготвени за пазарот на трудот. Ова не чини вака. Бауке. Мора да има практичен дел во образованието. Затоа, според европските модели, минимум 12 годишно образование треба да има секој. Ќе го вратиме од 4 до 6 години задолжителното предучилишно образование, кое што е лајт. До сега само 18% дечињата одат во детските градинки. Мора да биде над 50%. Ова има мултиплицирачки ефекти во градењето на личноста и карактерот на децата. Ама тоа државата мора да ги обезбеди условите. Не може јас со 1000 евра плата како градоначалник и сопругата 350 евра и за моето дете во градинка е 1450 денари и за оние мои сограѓани или соседи кои што земат по 10.000 денари плата и за нив. Не е фер. Мора да биде поразлично тоа, за да може сите да ги пуштиме децата во градинки и да го има тоа задолжително образование, кога ќе заврши средно веќе да има 12 години минимум образование. Така да 12 до 14 години. Така да биде подготвен за пазарот на трудот. Втората работа која што во образованието досега има, не знам, со екстерното тестирање се казнија професори, се пиша оценки конечни. Не го даде резултатот, ние ќе го укинеме. Ќе имаме наградување. Значи, не знам, 10 најдобри училишта, сите наставници ќе има 30% повеќе плата. Што покаже најдобар резултат во средното образование. Ќе има систем на наградување и наказнување, за да може пренесувањето на знаењето да биде надпревар. Ако не е се исто наставникот кој што спремал 5 дечиња за републички надпревар потрошил дополнително време, освоиле прво, второ, трето место на републички надпревар, а неговиот колега не се замаре, сите направи и зимат иста плата. Мора да има систем на наградување и систем на казнување. И тоа секаде во светот спој. Мериторен систем. Во една градинка во Струмица е гужва да одат децата со родителите, во другата градинка никој не сака да оди. Што е причината? Воспитачките. Така. Не е во ред. Значи систем на казнување и на наградување. И сите на крајот земат иста плата. Мора тој систем да го имаме. Како пациент кој што давам во фондот за здравство, јас ќе изберам каде ќе одам ќе се лечам. Државата да ќе го помогне државното здравство, за да може да биде минимум здравство за сите мора да има. Ама јас, ако го полнам фондот за здравство, знам дека ова година 2000 евра имам фондот за здравство да ме следи. Сега ако сакам сам во соба да лежам во болница, ќе си доплатам. Значи мораме тој систем да го вградиме, се е тоа правичен систем на општество. Така да мериторниот систем секаде е функционален систем во општеството, така и во образовниот процес.
Имаме прекрасни мерки, значи Оде почетав една убава мерка, ако не се лажам, дека најдобрите студенти ќе им понудите вработување во образование. Така е. Да знаат да има трзај, да има надпревар. Да знам ако јас сум прв од мојата генерација или сум меѓу првите 10 во мојата генерација. Јас можам прв да бирам дали ќе останам демонстратор или асистент на факултет. А не тоа заради тоа што на некој внук или вујко владика има, па тој ќе влезе. Ми се обесхрабруваме сите. Ги нема критериумите, ги нема. Ги има јасно мериторни системи. Господин, за рековте, мериторниот систем е нешто што функционира. Така. Ние направивме еден конгломерат меѓу споил и мериторниот систем и гледаме што не на светот постои мериторен систем кој се мерува и оној другиот споил системот, така. Ние направивме, ги измешавме лучињата и така е како што сме денес. Пуста политика, пак е тука. Така, па вие сте политичар, нали? Така е политиката, јас го кажам. Сега вака, како последна тема. Ние не може да избегаме од Македонија, дека Македонија е составена таква како што е. Немаме друга резервна држава. Немаат и нашите сограѓани албанци, иако велат дека имат и Албанија и Косово. Немаат. Нема држава е. Но мене ова прашање го справи за вас како шеф на опозицијата од читајќи го вчерашниот Der Spiegel. Правејќи ја сликата за Македонија, на неколку места најдов на оценката националистичка политика, длабоки национални поделености, национално ривалство, се такви некои атрибути не частеше новинарот. Социјалдемократскиот сојуз, според социјалдемократијата, според идеологијата, според ориентацијата, многу не се занимава со крупни национални или националистички проблеми. Но нужност е заедничкиот интерес на граѓаните на Македонија. Што вие како партија ќе им понудите на граѓаните на Македонија да се одлепат од националното и како граѓани да почнат да учествуваат во креирањето на судбината на државата. Инаку ќе зборуваме за делот од буџетот што требало да оди кај албанското население, па ќе зборуваме за запоставеноста на источниот регион, па патот до Струмица и така натаму. Волонтеризмот ќе биде поголем од активноста на граѓани. Што ќе направите да се прескокне националната бариера? Националноста не е услов кај родителот кога се води грижа за своето дете. И македонецот, и албанецот, и турчинот, и ромот, и влахот, сите имат иста родителска обврска кон своите деца. Сите сакат среќно детство и добра иднина за своите деца. Сите. Првите, и по психологијата, и по сите филозофии, се знае кои се човечките чувства. После се тоа националните чувства, па не знам какви чувства. Така да, ова наше општество, кое што за жал, еве пак ги отвараме, националните разноликости, а Македонија е мултиетничка земја, ги отвара, тоа значи дека постојат одредени проблеми. Од тие причини, уште првата седмица кога бев избран за председател на СДСМ, веднаш ја пуштив пораката за градење на мултиетничко општество, кое што Македонија го донесе и 1991 година со уставот, и 2001 година со рамковниот договор. Недвосмислено и јасно ние одлучивме заедно, рамноправно ќе ја градиме ова наша земја. Прашањето колку тоа во пракса го применува. Зошто тоа СДСМ да влезе во етнички коалиции? Заедно, и да пада влезе. Да ја прашам нешто, господин Зајд. Зошто во вака Атко праши, зошто во највисокото раководство на СДСМ немате некој што не е македонец, освен србите? Кој? Како не? Имаме македонци муслимани. Да. Аднан Џаферовски. Да. Е кај нас. Имаме председатели на совети од албанска националност. Имаме членови на советите од албанска. Тоа е важна работа. Малку е покажано тоа. Затоа ви го Мерсел Билјали ми е член на советот за евроинтеграција, пример. Имам многу луѓе од албанска проминенција, националност, кои што се членови на нашиот закон. Гюнер Исмаил, турската националност, исто така не учествува. Да, учествуваат луѓе во Советот за култура. Имаме доста. Значи, постојат од сите проминенции. Ние сме лево ориентирана партија, во Централниот одбор имам 20 албанци. Имам од сите етнички заедници, буквално. И тоа стигнало по природен пат. Делегатскиот систем од своји тематични општински организации ги вградиле. Она кое што сакаме да го вратиме. Не може да има плоштад на македонците во Скопје и плоштад на албанците во Скопје. Тоа треба да е еден плоштад. Заедно. Не може да има поделени ресори во целото општество, кои што ги водат албанци и кои што ги водат македонци. И сега ако се падне, не знам,
карикирам, еве, труд и социјална политика, со министерот албанска национална и што треба тоа македонците да не водат грижа за социјалната димензија во државата. Значи ова мора да биде воедначен, комплетно. Сакам моето дете да знае албански јазик. И со тоа ќе покажам колку го почитувам мултиетничкиот дел. Ама не само јас да покажам. Му треба на моето дете. Полесно ќе се снајде со албански јазик во нашата Македонија. Кој учи англиски и германски, зошто да не го научи албанскиот јазик? Втора работа. Сакам моето дете да биде за Курбан Бајрам во семејството турска националност во Струмица или во албанската националност, да ги види сите тие вредности. Оти тоа се навистина Божји вредности. Таму е Аллах, кај нас е Господ Бог. Но тоа се истите вредности кои што ја прават карактерот на личноста добра. Евреите велат Бог е само еден, само различно му се клањаме. Така е. Значи, да преку тоа ние се зближиме и градиме заедничка држава. Социјалдемократскиот сојуз не е познат од блиските врски со верските заедници, посебно со МПЦ. Ќе го смените ли тоа? Тоа е веќе променето. Заев е близок и тоа може да го проверите насекаде по разни основи. Зошто? Заради тоа што секој пат комуникацијата со Струмичката епархија, со владиката Наум сте блиски. Владиката Наум сме блиски. И тоа не паднало од небо, тоа е изградено заради карактерот, однесувањето, да, и на владиката, но и моето. Во Струмица во моментот се гради најголемиот соборен храм во Македонија и трет по големина во светот. Значи, после храмот православен, соборен храм, после московскиот, Свети Сава во Белград, ово е трет, 54 метра е висок. Ќе биде поголем од Битолскиот? Не од Битолскиот, од храмот во Софија, ќе биде поголем за 7 метра. 54 метра е заедно со крстот висок. Тоа е некој 2,5 пати поголем од глобално. Тоа е близко до поштата на кружниот тек. Граѓаните од целиот овој регион сигурно имаат посетена Струмица, кај што е кружната фонтана, локација која што секој пат била за црква. Тука определена. Локацијата е некаде околу 25.000 метри квадратни и се гради соборен храм во некоја вредност од некои 8 милиони евра. Во градот бизнис секторот, приватниот најмногу, но и граѓаните преку донации. Колку џами имате во околината, освен историските? Имаме. Пред една недела се пушти ново минаре во Струмица. Се пушти нова исламска, би го рекол, џамија со минаре, каде што јас приватно исто така придонесов со некои 13.000 евра. Нели општините не смеат заради секуларниот карактер, но изградив и 18 цркви, таа е една џамија. Во Струмица имаме функционални џамии 4, кои што секако за граѓаните од турска националност или муслиманска вероисповед ги практикуваат, а имаме и споменици на културата. Се трудиме да го градиме целиот тој дел и функционира одлично, но верувам дека и во Македонија може да функционира мултиетничкиот соживот на достоинствено ниво. Ако бидете во позиција тоа да го правите, јас милам да кажам за политичарите дека дали убаво изгледаат или се убаво облечени, имаат добри манири, ми е важно, но најважно ми е колку се одговорни. А мислам дека граѓаните им е најважно колку се одговорни. Затоа и лајт мотивот на оваа емисија е разговарам со оние кои се должни да работат во ваш интерес. Така, се согласувам, ама гледате кој ги зборувам, работите за идните постапки на СДСМ, зборувам со практични дела. Так. Да градев цркви, градев и џамии. Моето дете сакам да учи албански јазик. Сакам преку тоа да кажам каков сум, што тоа досега сум покажал, за да може граѓаните да негуваат некоја надеж или одвратно со. Само за кратко, пред да завршиме емисија, што вие го наметнавте ова. Да. Колку личниот, реков дека македонците како народ и ние како држава сме вечето во потрага по лидерство. Дори на факултетите се ведува и предмет лидерство. Кажете ми, колку личните особини, карактерни особини на еден човек можат да влијаат врз политиката која што тој ја возглавува, ама не ја води сам. Колку дава печат? Тоа што Заев го искажава за час време. Може да влијаат многу. Зошто? Кај мене дома лидер е татко ми. Така се постави. Со неговите практични действија, мама е таа која што се грижи за да има јадење, да бидеме испеглани, да биде се окей. Така било од секој пат. Лидерите, согласно својот карактер, се создаваат и не паѓаат од него. И треба да ги има. Зошто? Ти секој пат нели поставаме летва пред нас и тежнееме кон неа, кон која што се стремиме. Лидерите во општеството буквално треба да бидат изградени со дела. Тогаш е исправно тоа лидерство, а не само на муабети, од една група го поддржува или слично. Ама од карактерот не може да се побегне.
Карактерот може да се помогнат или да се одмогнат. Тоа само по себе доаѓа. Карактерните особини на секој човек влијаат да биде добар татко, родител или мајка, да биде добар менаџер или работник, да биде добар политичар или слично. Медиумите во светот се потрага по карактерните црти на политичари. Не само тоа. Јас сум еден од тие кои што практикува да покаже пред јавноста дури и на оние кои што аплицира да ја водат оваа наша земја. Треба да им ги знаеме и слабостите, не само предностите. Па тие се обични луѓе, сите исто, кои што добиле шанса, општеството им пружило шанса да дојдат овде. Треба да знаеме се, заради тоа не се потребни дебатите. Не е исто вие како новинар, денеска ме прашувате прашање или Груевски да ме праша. Па јас не му да го прашам. Тогаш се отвараме како пупки. Сите. И нека не знаат луѓето. Од дебата во општеството е нужност. Нужност, тоа носи само квалитет. И само бенефит за граѓаните. Отварање на темите, дебата за нив значи приближување до решение. Тоа не го смислиле во Јовановски, Зоран Заев туку е историја. Но една од работите која што е врзана за мене, прв пат можеби доаѓа политичар на голема политичка партија да доаѓа од деловниот сектор. До сега биле пред се теоретичари, луѓе кои што имат многу малку пракса. Јас сум човек кој што се грижал за 820 вработени. Да, тие се изработувале платата, но тоа мора да се изменеджира за да давате плати. За да можете да остварите приход плюс, да го реинвестирате и да го зголемувате. Верувам, недвосмислено и неприкосновено верувам, дека може во ова наша земја и подобро и посрекно да се живее. Да се надеваме така вие тоа ќе дајте придонес кон тоа, ние како одговорни граѓани ќе ги следиме вашите постапки и ќе донесуваме одлуки според тоа што ние мислиме. Благодарам што бевте час гостин во моје. Благодарам и поздрав до гледачите кои што не следеа од целиот регион. Почитувани гледачи, ова беше мојот разговор со господин Заев, претседател на Социјалдемократскиот сојуз. Програмата што ја предлагаат вие, гледате, има уште многу прашања, ама времето има една лоша навика одминува по своја законитост. Има прашања околу скопјанизација на Македонија, на Социјалдемократскиот сојуз, на другата, на ВМРО-ДПМН, па председателски, меѓународни теми, ама да ги оставиме за следниот пат. Ова е насушната работа. Како утре ќе живееме. До новата гора, довидување.